Вера или дела, тема која ќе биде предмет за нашето денешно размислување. Го молам Бога да правилно ја разбереме, таа вечна дилема како се спасуваме. Сега кога би гласале кој е за вера, кој е за дела, не знам како би се поделили. Меѓутоа, од секојаш луѓето воделе дебата како ние како христијани се спасуваме пред Бога. Тоа е прашање кое предизвикало кај многу теолози да се напишат книги, реферати, проповеди, може да најдете многу на интернет. И не е баш лесно да ја подготвите таа тема, библиски да се тоа образложи. Јас, ќе пробам со Божја помош да ја упростам, да ја толку намалам да биде некако тема, да нема вредност, туку за разбирање, да ја разбереме, да прилагодам на сите нас, да ја разбереме и од тука кога ќе отидеме да се охрабриме и да видиме што е важно, верата или делата. Ова е најважно, едно од најважните, највлијателните прашања, браќи и сестри, во христијанското живење. Прашање кое со векови се протега, па еве и до нас денеска како генерација која ние денес живееме. Значи, бранувало многу теолози, многу умови, луѓето копале што се вели, истражувале. Ние ќе цитираме некои цитати од Елена Вајт, ќе читаме библиски текстови и ќе дадеме едно кратко тумачење. Како се ние спасуваме? Преку вера или дела? Ако ставаме една вага, како овде на сликава што имаме, што ќе превагне на тие два таса? Дали верата и благодат и милоста, или пак тука се делата? Символично е овде имаме некои намирници, леб, вода, храна, во смисол тоа се активности за еден христијанин. Како човекот се спасува, браќа и сестри? Интересно, кога го читаме Павле, апостол Павле, тој многу зборува за милоста, за благодата, за верата. Ке читаме од Јаков, кој како да е соперник на Павле. Тој вели, вера без дела е мртва. Како тоа да го разбереме? Како да ги споиме тие две изјави, или тие два теолога библиски, да кажеме, Павле и Јаков, кога зборуваат за оваа тема за верата и за делата. На прв поглед, како да тие се контрадикторни, но ние малце поделу ќе видиме дека не се. Ниту Павле, ниту Јаков зборуваат еден против друг да се истакнат. Меѓутоа, ќе видиме во кој контекст тие зборуваат и што сака да ни кажат кога Павле зборува дека верата е потребна. А што е тоа вера? Во Евреите пишува таму, која беше? 12 глава, така? 11 глава. Првиот стих, вера е верување во нешто што не го гледаме и очекување така натаму. Јаков зборува дека сепак ние не може да ја заработиме, да го заработиме спасението. Ако спасението се заработува, тогаш што не е за спасение бесплатно, тогаш што е заработувачка. Меѓутоа, ќе видиме, ако ние се трудиме со сета своја сила да бидеме морално чисти, да го држиме законот, тогаш ние ќе се спасиме со нашите дела, а не со вера и така натаму. Еве, повторно ова слика ќе не подсети на денешната тема, значи, вера и дела. Што е важно? Што е повеќе важно во проценти? Во проценти, ако тоа зборуваме, значи, што ќе превагне во тој контекст? Што ни кажува Библијата, браќи и сестри, кога е во прашање ова многу важна тема? Ајде на почетокот да кажеме што е темелот на нашето спасение. Што е темелот на нашето спасение? Што пишува овде? Само по вера. Сола фиде. Тоа на позната латинска изрека. Темелот на спасението е верата. Сепак, ајде да почнеме со еден библиски текст кој ќе ни даде подлога и ќе ни биде кристално јасно на самиот почеток. Дека нашата човечка праведност, колку и да е голема пред Бога, е, може да кажеме, недоволна. Еве што вели апостол Павле
во Ефесјаните 2 глава 8-9 стих. Ајде да го читаме. Бидејќи по благодат сте спасени. Преку што? Преку верата. И то не е од вас, туку тоа е Божји дар. Тоа е Божји дар, за да не се фали некој. Интересно, овде Павле, браќи и сестри, го урива секој човечки собствен затвор на гордоста. Спасението е дар. Тука мора да го разбереме тоа. Спасението не е заработувачка што го држи законот, што во сабот одиш црква. Сето тоа е добро, немој да свати дека јас сега зборам против сабот или законот. Меѓутоа тоа се плодовите. Тоа се плодовите. Сепак спасението е, овде Павле вели, по милоста, по благодата сте спасени преку верата. И то не е од нас. Туку тоа е Божи дар, не од делата, за да не се фали некој. Понатаму, зошто не можеме да заработиме, да го заработиме спасението? Зошто не можеме да го заработиме спасението преку нашите добри дела? Вие знаете, Мартин Лутер и останатите реформатори, јас сум имал прилика да видам таа зграда или таа гимназија кај што Мартин Лутер служил во Источна Германија, во Витенберг. Тој клечел во една келија, во една соба, не знам, малечка, клечел на колена, со часови се молел и мислејќи дека ќе задоволи Божјата правда. И правеле други церемонии, испаштање на телото, се ударале и така натаму, постеле. И се до тогаш додека Мартин Лутер не отишол во Рим и таму на таа Петровата скала, кога Бог не му прозборувал преку Светиот Дух дека верникот ќе биде жив преку што? Преку вера. И сега, ајде да одиме понатаму и да го читаме текстот на пророк Исаја, да видиме какви сме ние во суштина во себе си. Сите станавме како нечисти. И целата наша праведност, што вели овде пророкот, е како валка на облека. Сите ние венеме како лист. И нашите беззаконија не однесуваат како ветар. Значи, браќа и сестри, дури и нашите најдобри мотиви често пати се извалкани од себичност. Нашите најдобри побуди да сториме некој добро дело може да бидат извалкани, на жалост, од себичност. Ако се обидуваме да ги држиме 10 заповеди за да се спасиме, ние всушност не го љубиме Бога. Туку се обидуваме да тргуваме. Боже, јас ќе ти бидам верен, а ти дај ми спасение. Значи, на тој начин ние сакаме да го заработиме нашето спасение. Но на крајот, кој ќе направиме еден сублимат на крајот од ова размислување, ќе видиме зошто се битни и важни 10 заповеди, зошто е важно да доаѓаме во саботу во црква, зошто е важно да го следиме Божјиот пат. Еве овој цитат заеднички да го прочитаме од книгата Чекори кон Христа, вака пишува: невозможно е самите да се извлечеме од бездната на гревот во која сме паднати. Замислите, сте паднале во некоја дупка 10 метра. И нема шанси, остро е, нема шанси да се качете. Од кого вие зависите? Од тие кои се горе на слобода, да ви пуштат јаже, скала или на некој начин, може дизелица, кран да ви пуштат и да ве извлечат од дупката. И затоа овде вели, невозможно е самите да се ние извлечиме од бездната на гревот во која сме паднати. Нашите срца се зли и не можеме да ги промениме. И сега набројува кои се тие работи што може да допринесат: образованието, културата, вежбањето на волјата, човечките напори, и сите тие имаат своја сфера, имаат своја основа. Меѓутоа, но тука се потполно немокни кога во прашање за нашето спасение. Тие можат да создадат надворешна исправност во однесувањето, но не може да го променат срцето. Пишува тамо пророкот: може ли од нечисто да се изведе чисто? Замислете едно буре со нафта, ја ставаш раката и како што ќе мириса така раката на нафта. И затоа вели овде, не можете да ги изчистите изворите на животот. Мора да дејствува една сила што доаѓа однатре. Која е таа сила? Одлуката твоја и моја. И сега нов живот одзгора пред луѓето да можат да се променат од грев во светост. Таа сила е
Таа сила е Христос. Навистина, за овој цитат сега што го прочитавме, секоја реченица може да образложиме со часови да разговараме. Меѓутоа, еве една слика која ни го објаснува тоа. Што е тоа вистинска жива вера? Замислете, имате градина. Во градината имате разни билки. И кога ќе го засадите семето, вие со што го садите? Со вера дека тоа ќе никне, ќе расте и ќе донесе на крајот плод. Со многу љубов. Значи, со жива вера. Секој земјоделец на есен, кога сее, тој сее со вера, дека тамо следната година, на лето, ќе има принос на жито, на јечмен, или она што го посеал в земја. Значи, што е тоа вистинска вера? Значи, досега утврдивме дека спасението доаѓа преку вера. Спасението доаѓа преку вера. Мора сега да дефинираме што е тоа вера. Тука лежи и најголемата замка, браќи и сестри. Многу луѓе мислат дека вера е едноставно да се каже да, јас верувам во Бога. Ако правим интервју на улица и ги прашате луѓето дали верувате во Бога, 99 ќе кажат, сега барем во ова време, може пред 30 години луѓето не се декларирале како луѓе кои веруваат, но сега немат проблем да кажат да, верувам во Бога. Јас верувам дека Бог постои, јас верувам дека Исус умрел и така натаму. Но дали е тоа доволно за спасение? Да луѓето се декларират како верници? Не е доволно, браќи и сестри. Зошто не е доволно? Еве што вели апостол Јаков. Да го читаме следниот текст. Ти веруваш дека има еден Бог. Дали е добро да веруваш дека има еден Бог? Добро е. Но, вели, добро правиш. Но, на жалост, и ѓаволите, демоните веруваат и треперат. Дали е доволно да веруваме во Бога, браќи и сестри? Само да веруваме? Не е доволно. И кој верува? Може и повеќе од нас самиот Сатана верува во Бога. Зошто? Па тој го гледал. Тој бил тука до самото тројство. Ги знаел сите нивни активности. Зошто бил четврт до Бога. Бил заклањач, телохранител, со овие модерни зборови би рекли денеска. И вели, демоните веруваат. Но ќе бидат ли спасени демоните? Не. На жалост не. И затоа, браќи и сестри, ако нашата вера само се состои од тоа да го признаваме дека Исус постои, па и демоните во Исусово време што му рекле на Исуса? Знаеме кој си, ајде, дозволи да влеземе во какви животни, во кои животни? Во свињици, сеќавате тамо кога се влегле во самото езеро. Значи, ако само веруваме и го признаваме Исуса, браќи и сестри, дека тој постои, тогаш нашата вера, да бидеме искрени, не е подобра од верата на демоните. И тие знаат кој е Исус, и тие знаат кој е Бог, и тие биле блиски, односно ги знаат тие библиски факти, но едноставно тие не му се подчинуваат на Бога. И сега, ајде да го прочитаме и ова. Вистинската библиска вера не е само интелектуално согласување со факти. Да, така е. Кога некои коментират, фактите се тие и не може човек да ги побие, зашто Бог е во право. Таа е доверба, таа е предавање на што е вера? Вера е доверба, предавање на срцето, таа е чин со која велиш, Господе, јас ја предавам контролата врз мојот живот во Твои раце. Тоа е, браќи и сестри, вистинската вера. Кога својот живот ќе го предадеме целосно на Бога. Еве еден библиски пример на човек кој тоа 100% го спровел во својот живот. Цитатот е од Римјаните 4:3. Авраам му поверува на Бога и тоа му се пресмета во праведност. Кога би го читале само од овој текст, а не знаејќи ја позадината на животот на Аврама, па би рекле што Аврам не е подобар од нас, поверува, па и ние веруваме. Ајде Бог нека ни пресмета и ние да бидеме спасени. Но ако Бог ти каже, пријателе мој, дете мое, ајде сега остави го својот дом и тргни за Африка. Еве Аврам што направил. Аврам излегол со своето семејство од градот Ур Халдејски, со целосна доверба
Аврам не само што веруваше дека Бог постои, тој ги спакува куферите, ги спакува алиштата, спакува се што имаше и замина, Библијата вели, во непозната земја. Зошто? Затоа што Аврам целосно му веруваше на Бога. Неговата вера беше акција. Досега кажавме за базата, основата тоа е верата. Ај сега да збориме малку за делата. Што се тоа дела, браќи и сестри? Улогата на делата се следниве. Делата се коренот, односно плодовите. Верата е коренот, жилите, а делата се плодовите на нашиот христијански живот. Како што овие луѓе со вера засадуваат билки, она што го садат в земја, кога ќе дојде на есен, после известно време, тие билки носат што? Плодови. Плодот е резултат на билката, односно на коренот. Делата во нашиот живот се резултат на верата што ние ја покажуваме во Бога. Значи, делата не се коренот на спасението, тие се плодот на спасението. И ако се вратиме сега во текстот, еве сега ќе го прочитаме во Ефесијаните, зашто негово дело сме создадени во Христа Исуса. Зашто сме создадени? Павле вели за добри дела, кои Бог однапред ги подготви за да живееме во нив. Дали забележувате овде нешто? Ние не правиме добри дела да се покажеме пред јавноста, за да бидеме спасени. Делата не се права за Боже, ајде сега, знаеш, јас направив такви дела. Не. Ние не правиме добри дела за да бидеме спасени. Ние правиме добри дела затоа што сме веќе спасени. Значи, базата е тука, веруваш, растеш и делата се природно доаѓаат. Тие се резултат на нашата вера, затоа што сме спасени. Добрите дела, браќи и сестри, се доказ дека Светиот Дух живее во нас, дека нашата вера расте. Ако претходно што овие билки, ако не растат, кога ќе се посеат в земја, ако не растат и нема плод, односно нема стебло, тоа ќе се исуши, ќе нема ни дела после. Значи, ние имаме вера и растеме. Мора да растеме во нашата вера. Без разлика дали сме вчера крстени, завчера, пред 10 години или пред неколку повеќе години. Еве, например, земете ова слика со јаболкниците. Знаеме дека дрвото раѓа плодови. Јаболкото не треба да докажува дека е јаболко. По што ќе го препознаеме? По плодовите. Јас знам дека има деца израснати во град, па не виделе ни слонче, не виделе ни кокошка, мора у зоолошка да ги носат родителите. Оправдано е. Дори некои не ги препознават како јаболкото се создава. Јас знам дека и во Македонија има луѓе кои не знаат кикириката како се создава. Кикирика, знаете, кикириките не се берат тие од гранките. Тие се вземе како кромпири. Значи мора да се извадат, па се суши на недела, наопако, па после се носи дома, па се бере, па се суши, па тоа е цела церемонија. Најлесно на рафтот да се купи. Ама луѓе не знаат. Значи кикириката однадвор не може да препознаете. Тоа се листови, може би отприлика толку во браздата, па се вадат на есен и така натаму. Значи јаболкото природно треба да роди јаболко. Не може од јаболкото ние да береме сливи или лимони. И самиот Павле, односно самиот Исус кажува во Матеј 7:16 и 17, по плодовите нивни или по нивните плодови ќе ги познаете. Се берели грози од трње или смокви од чичак. Чичка. Така секое добро дрво раѓа добри плодови, а лошото дрво раѓа лоши плодови. Еве, браќи и сестри, значи ова е сосема природно што го кажува овде Исус во овој текст. Овој стих јасно ни покажува дека вистинската вера секогаш е препознатлива по своите плодови. Како што дрвото не може да ги сокри своите плодови. Еве и овде ова слика. Настанала врз основа на
овие библиски текстови кои ги наоѓаме во Новиот Завет. Значи, кога еден христијанин има вистинска вера и го следи вистинскиот пат, покажува плодови: љубов, радост, мир, трпеливост, добрина, верност, кротост, самоконтрола. Тоа е таа вистинска вера. Значи, овој стих ни покажува дека вистинската вера секојаш се препознава по своите плодови. Така да, сега одиме, верата оставяме на страна, значи зборуваме за делата. Гледате, верата и делата како се надополнуваат. Тие не се во контра, ниту Павле, ниту Јаков зборуваат еден против друг. Туку се, би рекле, надополнуваат. Понатаму, верата, може да кажеме, не може да биде сокриена. Таа вера што имаме ќе се рефлектира преку нашиот живот, преку нашите добри дела. Ако некој тврди дека има вера, а неговиот живот, например, исполнен со себичност, може да кажеме со гнев, со нечесност, со недостаток на љубов кон ближните, таа вера е само, може да кажеме, маска, надворешна. Таа е мртва. Во книгата, еве сега цитатот, во Мисли од гората на благословието, имате таа книга, може да проверите, еве што пишува: она што го прави христијанинот не е само исповедувањето на верата, туку низиниот плод. Верата никој не може да ја види во твоето срце. Таа се рефлектира преку нашиот говор, преку нашето однесување, преку нашите дела. Меѓутоа, ако некој не покажува добри дела, сега немој да се тука соблазните да кажете: Боже, па ја не може да правим добри дела, не сум богат. Па не е се во парите. Добро дело ако свртеш телефон на некоја личност, знаеш дека е во болница. Добри дела ако знаеш дека некоја стара личност треба да ја купиш, да се понудиш. Се е добро дело. Значи може во многу подрачја да правиме добри дела. Понатаму вели, ако некој не покажува добри дела во својот секојдневен живот, неговата вера е само празен збор. Нашата професија може да биде висока колку небото, но таа нема да не спаси, освен ако не вроди со плодови на праведност, љубов и послушност кон Божите заповеди. И затоа, браќи и сестри, кога го читаме Павле, апостол Павле, во неговите посланија, кога го читаме Јаков, не треба да ги гледаме како соперници, туку како оние кои се надополнуваат. Значи, тука постои една хармонија, а не конфликт. Павле пишува против легализмот. А што е тоа легализам? Легализам е учење дека со држење строго на законите и обрезанието ние можеме да се спасиме. Павле вели: не. Делата на законот не спасуваат. Значи, форма имаме, суштина имаме, а внатре сме празни. Исус таквите своји соперници во негово време, знаете како ги нарекол? Варосани. Секава, да не го изговорам тој збор. Тие надворешно клечеле тамо на раскрсница, се молеле со часови, постеле 2 пати во седмицата, имале надворешна побожност, а Исус ги споредува со нешто многу лошо. Варосани ги нарекол. Павле вели: делата на законот не спасуваат. И затоа, на прв поглед, кога го читаме него и кога го читаме Јаков, како да се контрадикторни. Не. Јаков и Павле се во хармонија, не во конфликт. Павле вели, како што, еве ќе се повторам, вера што делува, тоа е битно. Јаков вели, вера што делува. Павле вели, вера низ благодат. Значи, Јаков зборува за делата, Павле зборува за благодата, за милоста. Меѓутоа, една единствена имат иста цел, еден спасител. И овде цитат од Јакова: зашто како телото без дух е мртво, така и верата без дела е мртва. Тоа е како една птица, колку крила има? 2. Авионот колку крила има? Значи, едно без друго не може. Тие се надополнуваат за да се ние одржиме во нашиот христијански живот. Јаков, рековме, пишува за благодата, а тоа е учењето дека штом веруваш во Исуса, може да живееш по Божјата волја. Павле, односно Јаков не учи, ако си
веруваш во Бога, правиш што сакаш и на крајот ќе бидеш спасен. Не. Павле не го одобрува таквиот начин на живење. Јако вели, како што телото без дух е мртво, така и верата без дела е мртва. Ова не е само стих за читање, браќи и сестри, туку ова е огледало на нашиот христијански живот. Бидејќи овде не се работи за теорија, туку за живот. Замислете го човечкото тело. Давид вели, колку сум чудесно создаден. И денешната медицина и наука се уште не може да проникнат, иако го расштрафиле, би рекол човекот, науката и се продриле, но има работи како настанува животот, се уште не може да проникнат. Но органите ги проучиле, знаат во детали. Еве, човекот колку има бели дробови. Има лево крило и десно, би рекле, така. И сега се поставува прашањето, кое крило е поважно? Без кое крило сака да останете? Не, Боже, сакам и двете да бидат. Зашто не можам да живеам со едното. Или тој живот ќе биде мизерен, или не знам дали може, што вели медицината, дали човекот може да живее со еден бел дроб. И двете се неопходни за еден нормален живот да функционира. Ако едното престане, всушност целиот организам страда. Човекот не може да живее нормално, не може да дише, не може да постои. Така е, браќи и сестри, со нашиот духовен живот. Ако немаме вера, а имаме дела, не вреди. Денес има луѓе во светот, милиони кои се богати и прават многу поголеми добри дела од нас, како христијани. Меѓутоа, не вреди ако тие го дават и го прават од себични побуди, а не затоа што веруваат во Бога и од други цели. Верата без дела е како здив без живот, само форма. Еве овде се потрудив да напишам како тоа функционира, може да ја простудираме оваа фотографија. Лев бел дроб. Каква функција има? Помага во размена на кислородот на телото. Го прочистува крвотокот од јаглерод диоксид. Поддржува имунитет и здравје. Чувствителен е, потребен за живот. Од десната страна, десен бел дроб обезбедува кислород за енергија и активност. Го прочистува телото и поддржува витални органи. Ја штити телесната рамнотежа и целина. Силен и издржлив. Клучен за секојдневното функционирање. Бели дробови, два имаме, но што имаме? Еден живот. Имаме еден живот. Левиот и десниот бел дроб, браќи и сестри, се различни, но заедно работат, заедно функционираат во една хармонија. Господ не создал совршено за да дишиме, за да создаваме, за да живееме и служиме. И сега Давид ќе каже, се што диши, нека го слави Господа. Навистина, каква прекрасна слика имаме пред нас. Верата без дела е како здив без живот. Имаме тело, но не имаме здив. Не вреди. Не вреди, тогаш ние сме мртви, што се вели. Тоа е само форма, но без сила. А делата без вера се само празна активност, без духовен корен. И затоа вистинската вера се гледа во нашата пракса, во нашиот секојдневен живот. Таа не останува скриена. Верата што ја имаме во себе не може се сокрие. Не може се сокрие. Може со збор ќе кажеш добар, физички ќе помогнеш или на друг начин. Ќе ги насочиш луѓето кон Христа. Таа се гледа во нашиот живот кога зборуваме, во начинот на кој простуваме. Вчера бев во болница, имаше некоја потреба и ме препозна некој комшија овде и тој дечкото вели, го знаеш ли овој кој е? За мене. Не вика, не го знам, а тој живе тука кај заводот за вработување. И му кажува кој сум јас, што сум. И ме прашува, а што е тоа адвентизам? А што е тоа проповедник? Значи, тој момент кога може да му кажеш. Јас не можев да му се наметнам кога веќе таму бев 2 пати, 3 пати. Меѓутоа, комшијата ме препозна и тоа е прилика да му кажеш за нашето верување за Бога. Значи, таа се гледа во начинот кога зборуваме, во начинот кога простуваме вистинската вера.
во начинот на кој му служиме на другите, во нашата милост, во нашата добрина и послушност кон Бога. Но денес ова порака, браќи и сестри, оди подлабоко од самото разбирање. Таа порака оди кон нашето срце. И затоа денеска Исус вели, ајде, дојди по мене. Дојди по мене. Прашањето не е само дали имаме вера, туку дали нашата вера е жива или само навика. Кога нешто под навика правиме, тоа навлегува во доменот на традицијата. Некој станува наутро и оди во купатил и одма четката зима и пере зап. Или некој друг ритуал прави секојдневен. Тоа влегува во навика. Дали ние само веруваме со уста или со животот? Библијата не повикува на религија без живот, туку на вера што дише, вера што се движи, вера што се гледа. До тука ни е дојдено, велат луѓето, од политичарите кои само зборуваат, а на дело какви се? Знаеме. Меѓутоа може тоа да се рефлектира и во животот на христијаните. Се декларираме христијани, а животот зборува подруго. Исус Христос не дојде, браќи и сестри, на ова земја да создаде луѓе кои само знаат за Него, туку луѓе кои одаат по Него. Зато Исус вели, дојди по мене. Бидејќи вера која не носи плод, полека останува само традиција. Знаете, во некои села, во некои градови има традиција кога ќе почине човек, по селските тие места варат граф и пржена риба дават. Кога у Србија работевме таму во едно место, се викаше Уб. Сте чуле за тоа градче? И бевме таму повикани, јас се уваливо, бевме ние на служба и не знам колку, 20-30 километри пои се не сеќавам, почина наша сестра. И отидовме ја и супругата, сандакот ставен тука близу куќата, во двориштето, доаѓаат луѓе и сега ќе се јади граф и риба. Традиција, светска фамилија, ама жената беше наша сестра. И ги прашав, зошто тоа го правите? Дали тоа вообичаено? Да, вели, тука обичај, риба и граф се дава, кога некој ќе почине. Значи, тоа навлегло дури и во погребите традиција. И зошто се дава? Нема конкретен одговор. Но, браќи и сестри, ако и нашата вера се претвори само во ритуал, во обичај и во сабота, ако доаѓаме затоа што мора да дојдеме, тоа ќе помине можеби и во традиција, ако не доаѓаме тука да се сретнеме со Христа, да се сретнеме со Бога. Секако тука се среќаваме и еден со друг. Можеби денеска овде некој од нас чувствува дека неговата вера можеби се оладила. Не е тоа страшно. Се случува на секого во даден момент во животот. Можеби станала навика, збор или рутина. Можеби верата ни е ослабната или оладнена. Можеби тоа значи дека неколку чекори сме се оддалечили од Бога. И сега е време да станеме како изгубениот син. Па јас имам татко, па јас имам дом. Се враќам назад. Верата тогаш станува само навика. Традиција без живот со Христа. Но Бог, браќи и сестри, не остава во таква состојба. Тој денеска со расширени раце вели, дојдете кај мене. Бог вели, дојди таков каков што си. Немој да се препрваш, немој сега да се гланцеш, немој сега да создаваш нешто надворешно. Јас те знам, дојди таков каков што си. Бог не сака ладна вера, туку жива вера која гори. И затоа, еве, ова молитва нека биде и наша молитва. Господи, оживеа мојата вера. Господе, помогни ми. А бидејќи вистинската вера не останува само во мисли, таа се претвара во чекори, браќи и сестри. Чекори кои имаат љубов, чекори на простување, чекори на служба, чекори кон Христа. И затоа денес сакам да упатам јасен повик, да не излеземе од ова место празни, туку зајакнати со обновена вера. Вера која слуша, вера која практикува, вера која е силна. Не со вера што е младна, туку со вера што дише преку љубовта кон Бога и кон луѓето. Вера која навистина ќе биде еднаква со делата, нема да се разликува. На тој таст
на таа вага, тие ќе бидат еднакво зафатени. Еве, при крајот ќе завршам со еден животен пример. Приказна за јажето на алпинистот. Може би сте слушнале, но еве во овој контекст ќе го спомнам и овој вистински пример. Замислете еден искусен алпинист. Тоа се луѓе кои одат во планина, не само се шетаат по ценка, туку се качуваат по тие карпи и да го достигнат врвот. Тоа е нивна преокупација, нивна желба, во гените им, во крвта им, во нивната природа би рекол. Тие одат по тие опасни, високи врвови. Секако тие тоа го прават по своја собствена одлука, никој не ги тера. Тие се качуваат, уживаат кога ќе стасат горе на целта. И така еден човек тргнал сам, ги оставил колегите малце подолу и тргнал сам да се качува. Чекор по чекор, шајка по шајка, или тие, како ги викат, што ги закачува, се врзувал со ортомата и полека напредувал. Многу зафатила голема, страшна снежна бура и ноќта брзо паднала и се стемнило. Знаете, кога врне дожд, облачно е и тогаш се појавуваат тие темни облаци. Бил скоро на 100 метри до самиот дрв. Но додека се качувал така, тој се лизнал и пошел да паѓа надолу. Среќа што имал јаже, знаете, тие се врзуваат. Чекор по чекор закачуваат тие клинови во карпите и имаат своји јажења и така да тоа ги чува од опасност, смртна, би рекол, смртна опасност. Ако одите во Матка, во Скопје, и има такви јажења, сајли, оставени од страна на алпинистите кои се качувале горе на врвовите, да утре некој кој сака да оди, може да ги користи тие, претходно треба да ги испроба дали се уште во ред. Замислите, овој човек пошел да паѓа. И тој веќе размислил дека тоа е негова сигурна смрт. Јас се сеќам едно наше момче од Косјерич, што е Србија, близу Валјево, кај што работевме, беше љубител на планинарење. Студираше во Загреб по тоа време, меѓутоа отиде во Америка со некое друштво и не се врати жив. Доживе трагедија, паднал исто така, кога требало да откопче една алка, да ја закопче на другата сајла, промашил и паднал. Јас бев на неговата сахрана. Тој беше кремиран, го донесува во едно сандече. Прв пат во животот учествував на погреб. Но сега се сетив, иако не ми беше во план да го спомнам, кога зборав за овој планинар, кој исто така се откачал и пошел да паѓа, но се уште бил врзан за јажето, за таа сајла. Јажето со кој бил врзан за карпата, како што реков, се затегнало. Паѓал и одеднаш почувствувал некоја тежина, како да се укочил. А било веќе ноќ, мрак. Што ќе се случи и самиот не знае. Сваќајќи дека е на работ меѓу животот и смртта, во очај овој човек, знаете што рекол? Боже, ако постоиш, помогни ми, спаси ме. Одеднаш низ бурата во својот ум слушнал длабок тивок глас кој го прашал: дали навистина веруваш во Бога? Дали навистина веруваш дека јас како Бог можам да ти помогнам? Замислите, алпинистот нема многу време за да одговори, минути или часови. Станувал збор за секунди. Со солзи, еве што кажал: да, Господе, верувам со целото моје срце, те молам, спаси ме. Повторно го слуша тој непознат глас: добро, штом веруваш, тогаш пресечи го јажето на кое висиш. Пресечи го, јас ќе те фатам, јас сум тука. А не го гледа. Мрак, не може да го види, да ја види личноста која зборува.
Тогаш настанала гробна тишина. Алпинистот се здрвил од страв да го пресече јажето, а тоа му е единствениот спас или спасение во тие мигови. Па тоа јаже е единственото нешто што го држи во живот. Во духовен смисол тоа е неговото дело, неговата сигурност, неговиот собствен напор со кој се врзал за планината да остане жив. Сега да го пресече тоа јаже, значи сигурна смрт, зашто не ја гледа личноста дали навистина има мог да го спаси, односно дали е тука во негова близина. Ќе пропадне во бездната. И тој решил цврсто таа ноќ да се држи за јажето. Утре дента, спасувачката екипа или тој тим за спасување го нашле телото на алпинистот. Бил замрзнат од студ, со рацете грчевито држејќи се за тоа јаже. А тој висел само 1 метар од земјата. 1 метар. Да се пуштил, Бог не би го држал со рацете, но што би се случило? Би паднал доле и би се спасил. Но тој не покажал, што? Вера. Тој имал дела, се држал за јажето, мислејќи дека на тој начин ќе се спаси. Но така држејќи се, браќи и сестри, цела ноќ, тој замрзнал. Да го пресечел јажето, ќе паднал на мекиот снег и ќе преживеал. Браќи и сестри, ова е приказна и слика за многумина од нас денеска. Јажето во ова приказна ги представува нашите собствени дела, нашите заслуги, нашиот легализам. Ние често пати велиме дека имаме вера, но кога Бог ќе побара, ајде пресечи ги тие твои јажења, за кои си се врзал. Тргни ги. Не мора толку да си запреткан во тие твои јажења. Ајде го пресечиме јажето. Но ние се уште се држиме за нашата идеја. Јас морам да се спасам со моите правила, со моите заслуги, со моето држање. Се плашиме да се пуштиме во рацете на Спасителот. Иронијата, браќи и сестри, да биде уште поголема во овој контекст, ние мислиме дека ако го пресечеме јажето, ќе пропаднеме. Но еве порака, ова слика нека навлезе во нашиот ум, да го пресечеме јажето на човечката гордост, на собствената праведност. Ајде да ги земеме ножничките, како ова слика што покажува, и да го пресечеме тоа јаже што не врзува за овој свет, што не врзува за традиција, што не држи се уште за обичаите. А тоа е лево и десно, гледате. Гордоста, собствената праведност. Време денеска, браќи и сестри, да се издигнеме над нашите дела. Јажето на кој мислиме дека висиме и кој не спасува, всушност не држи се уште тоа во смртта. А може се спасиме. Ќе паднеме лесно на тој мек снег и ќе доживееме ново утро, утро на спасение. Кога дошле спасителите, го нашле како виси алпинистот, само на 1 метар од тлото, можел да падне доле и ќе преживеал. А вака држејќи се, тој се смрзнал. Библијата многу јасно и гласно зборува. Вистинската вера не е момент кога ќе престанеме да се подпираме на нашето јаже. Значи, вистинската вера е момент кога ќе престанеме да се подпираме на нашето јаже. Спасението е во тоа колку силно, не во тоа колку силно се држиме ние за нашето јаже. Туку дали се пуштаме на време во рацете на Бога. Знаете, кога Исус умирал на крстот, тој што рекол? Го предавам во чии раце неговиот дух? Во рацете на Отецот. И вели издивна. Тој целост се пуштил во рацете на својот Отец. Зашто во тие мигови тој зависел од Бога. Тој го испил, ја испил чашата до дно, што се вели, и го положил испитот. Да оставиме нашата самоправедност, браќи и сестри. Денеска веруваме, да поверуваме дека Божјата благодат е тука. Да поверуваме дека Божјата благодат е доволна, а нашите дела нека бидат одек на таа благодарност. Значи, кога ние одиме во некоја шума и кажеш нешто, после неколку секунди што се случува? Си го слушаш повратно гласот.
Нека тој повратен глас бидат нашите дела, што имат своја логика и своја тежина и добро е да правиме добри дела. Зашто верник и добрите дела, тоа се двете крила кои ни помагаат, две весла во нашиот христијански живот. Овде пишува спасен човек станува човек што спасува преку сведоштво. Значи, преку нашите дела, преку нашето сведоштво, ние спасуваме и други луѓе кои се околу нас. И сосема на крај, еве уште една слика, веќе видовме вера и дела. Не може да нагласиме што е важно, и едното и другото се важни. Но Господе ни помогне, браќи и сестри, да се ослободиме од се оно што не притиска, да се ослободиме од се оно што не враќа назад, да се ослободиме од секој јаже кој не врзува и кој не држи во место, туку, како овде што гледаме, доверба, надеж и љубов, љубов од служење, помош и послушност. Господ нека ни помогне и нека ни даде јака сила да верата наша расте, да не имаме она вера како што демоните веле таму Јаков и тие веруваат, но верата да расте од ден на ден. Зашто што вели Исус таму во Евангелието? Кога ќе дојдам на земјава, дали ќе најдам она вистинската вера, проткаена со дела. Ако така живееме, може 100% да се надеваме дека ќе бидеме спасени. Нека Господ ни помогне и нека не удостои еден ден да бидеме во Неговото царство. Амин.